Регионални вести на телевизија КИС. Годината што изминува во Гостивар ја одбележува тренд на зголемување на бројот на разводи. Социјалните служби регистрираат околу 120 постапки за развод, за разлика од претходно кога на годишно ниво имало по 80-тина. Годината што изминува во Гостивар ја одбележува тренд на драматичен пораст на постапките за разводи. Податоците на социјалните служби покажуваат двојно зголемување на бројката на бракови во распаѓање. Споредбите во статистиката се загрижувачки. Ако пред неколку години имаше по 80 на разводи на годишно ниво, од почетокот на 2017 па до сега ги има околу 120. Одишто се однесува до разводите, да ви кажам, од година во година се повеќе се зголемува бројот. Ако пред 3-4 години, обично така земаме просек 3 до 5 години, разводите биле 80 во текот на една година, оваа година сигурно дуплиране бројот. Па до сега, да ви кажем, имаме околу 110-120. Пореметени брачни односи и постапки за бракоразводи. Брачните проблеми и постапките за развод се почести меѓу младите парови. Стручните служби во Советувалиштето за брак и семејство во Гостивар сметаат дека младите немаат трпение и волја да разговараат за проблемите и да вложат труд во нивно надминување. Така кризите во комуникацијата и меѓусебните односи завршуваат со целосно распаѓање на брачната заедница. Личната нетрпеливост е меѓу водечките причини за покренување постапка за развод. Партнерите не сакаат да најдат заеднички јазик и не соработуваат, велат социјалните служби. Според податоците од Државниот завод за статистика, минатата година во Гостивар биле склучени вкупно 690 бракови. Просечна возраст на невестите е 26,5 години, додека на младоженците 29 години. 3 скршени ребра, поместување на коски, отказно решение, суспензија од работа, физички и психички притисок. Ова се само дел од видовите на мобинг кои во изминативе 10 години се вршеа врз менен на работното место, тврди Джеват Арслани, вработен во студентскиот дом во Гостивар. Мобингот, вели Арслани, му го вршеле вработени во домот, а целта бил тој да ја напушти директорската функција, за на крај целосно да биде отстранет од оваа институција. Дел од нивните намери му успеа. Во 2008 година бев сменет од функцијата директор, за одреден период добив суспензија и на крај отказно решение, вели тој. Но по неколку годишниот судски процес, судот одлучил дека Арслани го добил отказот неосновано и тој во 2013 година повторно се враќа на работа како воспитувач во студентскиот дом. Но мобингот, како што тврди Арслани, и понатака продолжува врз него, сега од страна на таткото на директорот на домот, кој исто така е вработен во оваа институција. Тогаш Арслани се здобива со скршеници на 2 ребра изместување на коски, откако во просветниот инспекторат пријавил дека со домот директорувало лице кое не ги исполнува условите. Повикав државен просветен инспекторат. Кој државен просветен инспекторат констатира дека директорот воопшто и не бил директор. Со години бил со еднаш 6-месечен ВД директор. И веројатно тоа е стравот кај нив, доколку ова се открие, дека ќе треба тој да напушти од таа фотелја. По добивањето на овие повреди, обвинителството покренува обвинителен акт против таткото на директорот на домот. Случајот кој се води против него се темели на медицинска документација во која докторот наведува дека на Арслани му е нанесена тешка телесна повреда со скрчени 2 ребра. Но по неколку години докторот го минува исказот и вели дека не се работи за скршени ребра, а судот на основа на новиот исказ одлучува дека Арслани добил само телесна повреда, за кој има право приватно да тужи, а обвинителството според законот нема основа да го гони осомничениот по службена положба. Арслани вели дека позади ваквата одлука на судот стои злосторничко здружување. Веројатно во ова се сомневам дека има и злосторничко здружување, бидејќи самиот злосторникот кој ми нанесе тешка телесна повреда не би можел тој самиот тоа да го направи. Веројатно со дел од прогонот на органите на прогонот се поврзува и му помагаат во тоа злосторничко здружување. Во спротивно сигурно дека тој би запрел со својот мобинг кој се врши врз мене.
На одлуката на судот Арслани се жали на апелација која го вратила случајот на повторно судење, но судот пак донел иста одлука. Случајот повторно е пратен на разгледување на апелација, каде на последната јавна расправа свој исказ даде обвинетиот таткото на директорот на домот. Тој пред судот рече дека ниту го допрел, ниту пак му нанел било каква повреда на Арслани. Неговиот адвокат пак изјави дека медицинските снимки кои ги доставил Арслани за неговата повреда немале ниту име ниту датум и затоа не требале да се земаат како доказ дека на оштетената страна му е нанесена тешка телесна повреда. Опожарен е дел од ноќен клуб лоциран во село Жеровјане. Пожарот избувнал вчера околу 6 часот. Во моментот кога избувнал пожарот во објектот немало никого. Опожарен е задниот дел од објектот, односно просторијата наменета за гостите. Оштетен е инвентарот, а другите простории се значително зачадени. Пожарот го пријавил вработен во ноќниот клуб, пошто Тетовската противпожарна единица за кратко време пристигнала на лице место и го локализирала пожарот. Вчера имаме пожар на објект, угостителски објект, каде што салата за гости, значи беше целата пожарена. На лице место отидовме со 3 возила и 8 пожарникари. Пожарот не јавен негде околу 6:30 од Саваље, а локализирано некаде кај 8:20. Употребено таму, значи, вода и еден противпожарен апарат. Нема повредени пожарникари, нема повредени лица во локалот, бидејќи се работи за радените утрински часови и локалот, значи, не работил во тој период. Спасен е, значи, 2/3 од истиот локал е спасен, значи не е гибнат, нема никаква штета, само штета во оној дел од ресторанот. Извршен е комплетен увид и се утврдува причината за пожарот, околностите и се друго. Купната материјална штета се проценува на околу 3 милиони денари. Вчера во Пирок, поради пребрзо возење, 46 годишен жител на селото удрел во бетонски зид со своето возило. Уапсен е гостиварец кој во алкохолизирана состојба удрел во бандера со возилото кое го украл пред тоа, следува полицискиот билтен. Во Тетовското село Пирок вчера вечер околу 22 часот патничко возило поло со хрватски регистерски таблици, управувано од 46 годишен жител на ова село, загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во бетонски зид, соопшти СВР Тетово. Нема повредени во возилото во кое се наоѓал само возачот, додека според првичните сознанија од увидот причината за излетувањето е неприлагодена брзина, а материјалната штета се проценува на 60.000 денари. Како што соопшти СВР Тетово, завчера вечер околу 19 часот во Тетовски Пирок лишен од слобода е 44 годишен гостиварец кој со патничко возило Шкода Октавија со гостиварски регистерски таблици во забележително алкохолизирана состојба излетал од коловоз и удрил во метален столб од електрично осветлување. Возилото дента во попладневните часови било пријавено за одземено на улицата Браќа Ѓиновски во Гостивар. По лишувањето возилото му е предадено на неговиот собственик, а по целосно расчистување на случајот, лицето ќе се соочи со соодветен поднесок. Бројот на нерегистрирани возила кои се обраќаат во Полошкиот регион и натаму е можно голем. Вчера откриени се 15 возила со истечена регистрација, 12 лица кои го управувале возилата без положен испит, 5 кои не поседувале зимска опрема, 4 возачи почетници и други прекршоци во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила. Откриените прекршоци заокружени се со 40 прекршочни и 10 мандатни платни налози. МВР во денешниот билтен информира за исчезната малолетна девојка. Вчера во 20 часот и 40 минути 45 годишен жител на Тетовското село Джепчиште во полициската станица Тетово пријавил дека еден ден пред тоа од домот во непознат правец се оддалечила неговата 17 годишна ќерка. Се преземаат мерки за пронаоѓање на девојката. Во среда ќе се одржи етно вешта жена 2017 година за Тетово.
Традиционалната манифестација Етновешта жена за Тетово ќе се одржи во среда на 22 ноември со почеток во 18 часот во ресторанот Принц. И овој пат ќе се избира највештата жена за оваа година за изработка на традиционални јадења со етномотиви за реонот на Тетово. Манифестацијата ќе ја води Ирена Спировска, а за музиката е задолжена групата Джубокси. Медиумски спонзори се радио и телевизија КИС Тетово. Работите одат во добра насока, но треба уште да се работи до крајот на годината. Потребни се конкретни резултати во безбедносниот систем, судството и јавната администрација, порача еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан. Тој ја повика опозицијата да биде конструктивно критичка за прашањата кои се однесуваат на националниот интерес. Очекуваме да добиеме чиста препорака за влез во Европската Унија и датум за предпристапни преговори на Европската Унија со Република Македонија. Ние ќе испорачеме резултати, затоа што овие реформи пред се за наше добро, но во исто време очекуваме нивно соодветно вреднување од европските институции. Време е во многу блиска иднина да се направи неопходен исчекор и Република Македонија целосно да биде извлечена од долгогодишната криза и со европскиот ветер во грбот, да ја заокружи својата визија за модерна, економски напредна и респектирана држава. Со задоволство ги слушам за различните проекти и активности кои се преземаат за да се постигнат резултати, што ќе ни овозможи да дадеме позитивна препорака. Јас и мојот тим сме посветени на ова и сакаме на почетокот на следната година тоа да се случи за да може да се овозможи следниот чекор и да одиме напред со препораката. Сега сме повеќе сигурни отколку што бевме во минатото дека нашите земји држави членки позитивно ќе одговорат, односно ќе дадат одобрување за ваква препорака. Сите со нетрпение очекуваме Македонија да го заземе заслуженото место во НАТО, но и да постигне видлив напредок на патот кон европската интеграција, порача денеска во Скопје председателот на Албанија Илир Мета по средба со неговиот домаќин македонскиот председател Ѓорги Иванов. Очекуваме Албанија да ја повлече Македонија да биде членка на НАТО и да помогне во добивањето од покана да станеме членка на НАТО. А во однос на Европската Унија, се тоа на што Македонија го има досега направено, тоа искуство ги стои на располагање на Албанија при нејзиниот пат кон европските интеграции. Констатираме дека сепак она што најмногу не поврзува се македонците во Албанија и албанците во Македонија. Односите помеѓу соседите понекогаш се поедноставни отколку што ние знаеме понекогаш да ги скомплицираме. Тоа се односи како што постојат меѓу луѓето. Уверен сум дека со големото значење и со заложбите на македонската влада кон интеграција во Европската Унија и НАТО ќе се заекне уште повеќе заложбата кон што подобри односи со соседите и со другите земји во регионот. Поранешниот премиер и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, екс-министерот Миле Јанакиевски и претеничката Даниела Рангелова не се чувствуваат виновни за кривичните дела за кои се товарот во случајот Шамари во Центар. Груевски кратко изјави дека не се чувствува виновен, а Јанакиевски изјави не сум сторил нешто, ниту се чувствувам виновен. И Рангелова не се чувствува виновна, додека председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Томислав Лазаров призна вина. Да, се чувствувам виновен од оваа временска дистанца и се каам за истото, рече Лазаров. Во судот конечно почна главната расправа за случајот Шамари во Центар. Обвинителката од специјално јавно обвинителство Фатиме Фетај го прочита обвинението. Иако одбраната на обвинетите бараше одложување на расправата, судиката Татјана Михајлова не ги прифати предлозите и ја почна главната расправа за предметот. За случајот обвинети се вкупно 15 лица, а Груевски се товари за поттикнување на насилство при протестите пред општина Центар во 2013 година. Продолжуваме со вести од спортот.
Работнички Скопје го совлада Гостивар со минимална разлика 78-76 во дербито на седмото коло во првата кошаркарска лига, кој привлече големо внимание во спортската јавност откако гостиварската екипа по долги години повторно се врати во елитното надпреварување. Спортската сала Младост во Гостивар во недела беше исполнета до последното место. Гледачите имаа можност да видат квалитетен надпревар. Неизвестноста траеше до самиот крај, каде победи по големото искуство и смиреност кај скопските кошаркари. Иако на полувреме работнички водеше со високи 15 кошеви разлика, во вториот дел Гостивар ја врати рамнотежата. Гостивар сега е со 11 бодови на четвртата позиција, работнички останува на врвот од табелата со 14 бодови. Во следното коло на 2 декември Гостивар гостува на АВ Охрид. Во втората лига Тетекс на домашен терен загуби од Карпо Соколи со 76-70. Тетекс останува на шестата позиција од 10 екипи со вкупно 6 бодови. Во следното коло, кое се игра на 25 ноември сабота, Тетекс гостува на екипата Ball for Life. Кај фудбалските надпреварувања во втората лига Запад, во саботата во Тетово се одигра регионалното дерби Тетекс Гостивар, кој го доби гостинската екипа со минимални 1-0. Стрелец беше Адеми во 55-та минута. Тетекс останува на 8-то место со 13 бодови. Гостивар и понатаму е прв на табелата, сега со 25 бодови. Во наредното коло, во сабота 25 ноември, Тетекс му гостува на Новаци, а Гостивар е домаќин на Македонија, Ѓорче Петров. Кај прволигашите Шкендија со 4-0 го совлада тимот на Скопје, а Ренова загуби со 4-1 од Шкупи. Шкендија има 40 бодови на првото место, или 11 повеќе од Вардар со 2 надпревари помалку. Ренова е на седмото место со 17 бодови. Во наредното коло, во недела 26 ноември, Ренова е домаќин на Шкендија. Локалните власти и жителите на грчкиот остров Лесбос денеска почнаа штрајк против големиот број бегалци и мигранти кои се сместени во кампот Морија. Стотици жители на Лесбос излегоа на улиците со транспаренти против властите во Атина. Околу 8.000 бегалци и мигранти останаа на Лесбос по крајот на мигрантската криза во 2016 година, повеќето од нив сместени во кампот Морија, кој е проектиран за далеко помал број луѓе. Лошите сместувачки услови предизвикуваат чести инциденти во кампот и околу него. Со затварањето на балканската бегалска рута на почетокот на 2016 година, Грција ја запре праксата на транспортирање на бегалците и мигрантите кои преку Турција пристигнуваа на островите. Германската канцеларка Ангела Меркел не успеа да формира коалицијска влада меѓу незините конзервативни демохристијани, зелените и слободните демократи, со што се отвара можноста за нови парламентарни избори. Според извори на преговарачките тимови, трите партии не успеале да воспостават меѓусебна доверба. Подобро е да не се владее отколку да се владее лошо, изјави Кристијан Линдер, шеф на слободните демократи. Меркел изрази жалење поради одлуката на слободните демократи да ги напуштат преговорите. Вистински масакар на јужната граница на Мароко, каде најмалку 15 лица загинаа во човечко стампедо за храна. Во големата бутканица има уште најмалку 40 повредени. Масакрот се случил во селото Сиди Буалам, каде настанало стампедо за време на делењето хуманитарна помош. Во овој сиромашен дел на земјата донациите на храна се редовна појава, како и огромните бутканици. Лани при делење храна во истиот регион загинаа 2 жени. Озогласениот американски лидер на култ Чарлс Менсон почина на 83 годишна возраст, поречиси половина век во затвор. Тој беше осуден за организирање на убиство на 7 луѓе. Затворските власти соопштија дека тој починал доцна синоќа од природна смрт во болница во Калифорнија. Семејството на Менсон, како што се нарекуваа неговите следбеници, ја уби бремената холивудска актерка Шерон Тейт, тогашната сопруга на режисерот Роман Полански, и 6 други луѓе во Лос Анџелес во 1969 година. Опишувајќи се себе си како реинкарнација на Исус Христос со употреба на дроги, но и користејќи ја личната харизма, Менсон ги држал под контрола членовите на култот. Менсон никого не убил лично, но им наредил на неговите следбеници да ги извршат убиствата. Сепак во 1971 година тој беше осуден на смрт за убиствата.
Трагична вест од Чешка го погоди тенискиот свет. По долга и тешка болест почина Јана Новотна, 50 годишна. Најголемиот успех во кариерата го забележа на Вимблдон во 1998 година со триумф во финалето над французинката Натали Тозија. Предходно одигра уште 2 меча за титулата на лондонската трева. Во 1993 година загуби од Штефи Граф, а во 1997 година од Мартина Хингис. Денес имавме облачно и студено време, дуваше засилен северен ветер. Утринската температура се движеше од -2 до 3 степени, а дневната од 3 до 6 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде облачно и студено. Утринската температура ќе се движи од -4 до 3 степени, а дневната од 6 до 10 степени. Тука е крајот на денешното издание на регионалните вести. Пријатна вечер.